Јас сум малце подолго време во ова собрание и сум гледал и други генерации на пратеници од Социјалдемократскиот сојуз кои што се јачале на говорница, тресал Бранко, не знам шо правел, Станко, не знам вој така бил, вака бил, ајде на избори, ќе трчаме, ќе бидеме, ќе победиме. И све што сум видел со одржување на изборите во смисла на промена е практично комплетна промена на пратеничкиот состав на Социјалдемократскиот сојуз, секоја година наназад, со по еден-двајца пратеници кои што може да се видат како некаков си континуитет. Така и овој пат ги разбирам овие драмолетки кои што ги гледаме во последниот период и веројатно ќе ги гледаме се повеќе во следниот период, но знам и кој ќе биде резултатот. Резултатот ќе биде ќе има горе-доле ист број на пратеници Социјалдемократскиот сојуз, кои што ги има, но место овие лица кои што ги гледаме сега, дел од нив доаѓаат од општинските организации, ќе гледаме разноразни шарени лица кои што ќе го представуваат Социјалдемократскиот сојуз. Но како и да е, што е клучно и што е битно? Се согласувам, ова е помалку битно. Клучно и битно е како политичари да пробаме да ја стабилизираме состојбата во државата. И да, тешко е да се успее тоа, заради тоа што си имаме работа со несериозни луѓе. Си имаме работа со несериозна политичка партија, која што освен деструкција, рушење, газење, негирање, ширење на омраза, не постапува, не гледа и не зборува за ништо друго. И не успева. Фер е да се признае. Второ што е клучно. Клучно е ден побрзо да ја ослободиме македонската економија од страшното влијание кое што врзне изе ја направи оваа политичка криза. Проектиравме раст од 4,5%, имавме раст од 3,2%. Проектиравме поголем раст на извозот, имавме раст од 25%. Проектиравме многу позабрзано намалување на невработеноста, имаме намалување на невработеноста, но не е доволно онолку колку што беше возможно. Проектиравме поголем број на странски инвестиции, остваривме одреден број, но недоволно. Сето тоа е последица исклучиво на тешката политичка криза и нестабилност на институциите и неможноста на домашните и странските компании да бидат сигурни што се може да видат во една ваква држава. Не знаат дали некој ќе им се собере на улица па ќе им фрла со боја по фирмите, не знаат дали некој непресметано амбициозен политичар кој што десетина пати поред губи на избори, ќе излезе и со тон на хистерија, ќе нарушува деловна клима или ќе оддава деловни тајни или ќе направи директна штета, и многу од тоа влијаеше на практично згрчениот раст на македонската економија во минатите 2 години. Трето и битно е да обезбедиме услови за фери демократски избори. И тука да бидам јасен, посебно пред представниците на медиумите. Апсолутно не мислам дека било кои избори во минатите 10 години биле нефер и недемократски. Но сега што ни е целта? Целта ни е да бидат условите такви за и кога СДСМ на 11 декември вечерта ќе се жали дека се нефер и недемократски, и најголемите поддржувачи на СДСМ во медиумите, кои што попатно стануваат функционери во минативе неколку месеци, да немаат лице и образ да го бранат она што Социјалдемократскиот сојуз официјално ќе го зборува. Толку околу таа приказка за фери демократски избори. Ние исто така сме свесни за злоупотребите кои што министрите и дополнителните заменици министри од СДСМ ги направија во минатиот период додека беа во владата, и сме свесни дека голем дел од тие злоупотреби кои што коштаа и десетици милиони евра, граѓаните ги коштаат десетици милиони евра, ќе се обидуваат да ги прават повтор. Еден од начините како да се обидеме да ја заштитиме државата, државниот интерес, буџетот и граѓаните беше рокадата која што вчера и денеска ја правевме. Колку сакате, вие манипулирајте со тоа, ние сме сигурни дека сме направиле добар потек, бар за Министерството за внатрешни работи, да не можат да се случуваат злоупотреби кои што, например, главен приоритет
на министерот уште првиот ден да биде со какво возило ќе се вози, да го смени комплетниот намештај па да нарача нов намештај, да го нема по 10 дена, да даде изјава пред медиумите, да испраќа скандалозни телеграми до целата хиерархија во МВР, за да ги одземе надлежностите на сите институционално поставени во хиерархијата. Ке продолжи доди со службени возила на партиски трибини и настани. Може би повторно ќе видиме слика со некој од калибарот на Чауш, кој што попатно ќе учествува во акти за кои што државата има сомнеж дека се фалсификување на лични карти, пасоши, не само македонски, туку и турски и на други држави, бугарски. Повторно ќе се спроведува политиката на смени од хигиеничарка до министер, што ја најавуваше Заев. Повторно ќе унапредува партиски кадри по 4, по 7 нивоа. Веројатно повторно ќе се обиде да го унапреди и сопругот на господјата Ременски за 7 скалила во хиерархијата. Повторно ќе работи со лица кои што немале никаков контакт со Министерството за внатрешни работи. Единствен контакт им бил тоа што биле во некоја партиска комисија на СДСМ, како господјата Магдалена Несторовска или оној Горан Трајковски од Комисијата за информатички технологии на СДСМ. Повторно можеби ќе гледаме акции на противправно, незаконито и неуставно приведување и апсење на лица, како оној на единствениот македонски градоначалник надвор од територијата на Република Македонија, господинот Едмон Темелко, на кој што партискиот началник на СВР Битола му влегол со нога у врата пред неговите деца, го малтретирал и го приведувал без никаков документ и налог за да го изврши тоа. Повторно нема да видиме ниту една акција, запаметете, ниту една акција, организирана акција за сузбивање на организиран криминал, како што не видовме додека Оливер Спасовски беше министер за внатрешни работи. Повторно ќе гледаме роднини на лица од обезбедувањето на СДСМ, како стануваат началници или помошници началници. Повторно можеби ќе видиме некои ново именувани началници како се обидуваат да ги преминат граничните премини со лица кои што многукратно наназад биле гонети за организиран криминал. Повторно ќе гледаме можеби непочитување на владини одлуки. Повторно можеби ќе гледаме акции од типот на онаа во Кумановско-Липковскиот крај, кога беа ангажирани 1495 полициски службеници, искористени 32.000 работни часови, ангажирани 182 службени возила на Министерството за внатрешни работи за утредента да излезе министерот и да каже ништо не се случи. Повторно, веројатно, ќе гледаме блокади на разноразни можности млади лица да се вработуваат во Министерството за внатрешни работи. Повторно, можеби ќе гледаме председатели на партиски комисии на СДСМ како од своите приватни имейл адреси комуницираат со институции и прибавуваат спротивно на закон лични податоци, како она што се случуваше во Министерството за труд и социјална политика. Повторно, можеби ќе гледаме блокада на можноста да се отворат детски градинки како онаа во Јегуновце, која што беше блокирана неколку месеци само за подпис од техничкиот министер од СДСМ. Повторно ќе видиме блокада на стотици и стотици предмети во Министерството за труд и социјала, каде што граѓаните очекуваат остварување на правото за социјална заштита. Повторно ќе гледаме незаконско аминување на легитимитет или нелегитимитет на одредени синдикални организации по критериум блискост со СДСМ и нарачани протести или ненарачани протести. Повторно можеби ќе гледаме обиди за разрешување на директори на центрите за социјална грижа низ Македонија и на нивно место поставување на луѓе кои што нити 2 дена стаж немаат во толку сензибилна тема како социјалната заштита. Повторно можеби ќе го видиме оној скандал кога
цело министерство, целиот тимот на Министерство за труд и социјална политика, сите вработени во Министерството за труд и социјална политика и најстрашно, околу 600 корисници сместени во јавните институции, лица со посебни потреби, неколку месеци да останат без никакво осигурување. Фала му на Господа што ништо не се случи во тој период, инаку веројатно немаше да знаеме кај ни е крајот како држава. Ќе гледаме веројатно повторно скандали како онаа појава на шуга во домот за деца во Битола, која што Министерството за труд и социјална политика се обиде да ја скрие. Медиумите на СДСМ не ни известија за тоа. Веројатно ќе гледаме скандали како бркањето на 44 вработени роми во центарот Вино-Југ на јужната граница, кои што беа задолжени за одржување на транзитниот центар за бегалци. Ќе гледаме криење на несреќни случаи како оној во јавната установа за згрижување на деца 25 мај. Ќе гледаме блокирање на поделба на социјални станови, како оние 100 социјални станови кои што требаше да се поделат во Прилеп, но се додека имаше министер од СДСМ не можеше да се доделат тие станови на социјални случаеви. Ќе гледаме лични закани и пресметки на вработени во кабинетите на министрите за труд и социјална политика и внатрешни работи со медиуми, посебно со оние медиуми кои што не им одговараат, но сето тоа на куп, реков, и ќе го издржиме, и ќе се справиме со тоа, иако некогаш ни е тешко да го објасниме на граѓаните на Република Македонија, се со цел на деструктивни лица, на лица кои што имаат чудни и сомнителни релации со разноразни верски радикали, со разноразни типоси кои што се фили и мани на соседни држави, со разноразни расчинети и однародени владици кои што сесрдно ја поддржуваа шарената револуција. На такви лица, кои што се приграбиле до моќта да одлучуваат во една од двете најголеми македонски партии, за жал, да не им дозволиме понатамошна дестабилизација на состојбата во Република Македонија. Да не дозволиме закрвавување на луѓето едни меѓу други. Да не дозволиме понатамошно нарушување на нормалните човекови односи. Да не дозволиме понатамошно нарушување на економијата во Република Македонија. Да не дозволиме понатамошно губење на можностите на Република Македонија во меѓународните односи, да не дозволиме и понатамошни можности за нарушување на меѓуетничките односи во Република Македонија. Заради тоа што сите овие работи беа цел на несериозни и нестабилни политичари, кои што само како сплет на околности се добра до можноста да раководат со едната од двете најголеми политички партии во Република Македонија. Затоа избледнаа сите лаги. Избледнаа сите лаги за, не знам, 100, 200, 500 илјади фантоми. Фантоми во Република Македонија останаа некоја почитувана господја академик, господјата Најчевска, и останаа 30.000 луѓе кои што се граѓани на Република Македонија, но подолго време не живеат во Македонија, а најголем дел од нив се запишани во 6-та изборна единица, каде што ВМРО ДПМН од 60 пратеници освојува 3 или 4. Нема такви граѓани, или такви граѓани се 500.000 во изборните единици, каде што ВМРО ДПМН ја остварува најголемата изборна победа во 3-та изборна единица, во 4-та изборна единица, во 5-та изборна единица, во 2-та изборна единица, па и во 1-та изборна единица. Затоа, почитувани колеги, јас не верувам дека СДСМ ќе си остане на збор, но се надевам и сум должен да искористам секоја можност да помогнам и јас лично и пратеничката група која што ја раководам, да ги направиме сите потребни чекори, некогаш и драстично спротивни од она во што веруваме и што мислиме. Единствено со цел да приврши ова тешка политичка криза, да се одржат избори во Република Македонија и да им дадеме можност на граѓаните да пресудат кој бил во право во минатите 2 години,
а кој злоупотребувал и манипулирал.